Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во новото издание на ТВ Ординација. Вечерашен мој гостин е доктор Петре Георгиев. Докторе, добро вечер и добре ни дојдовте. Добро вечер и добро најдов. Така, специјалист интернист во поликлиника Филип II. Да. Докторе, за прв пат сте во ТВ Ординација, се надевам дека не е и последен, ќе имаме теми за кои што ќе можеме да разговараме едукативно за нашите гледачи. Вечерва издвоивме тема која што е навистина актуелна, што кај повозрасните, што кај помладите, зборуваме за дијабетот. Последните статистики зборуваат дека дијабетот зема се поголем замав. Некаде околу секој 10 македонец веќе е заболен од дијабет. Над 500 деца имаме веќе со типот А. Кажете ми. Така. Тип 1. Кажете ми, која е најголемата причина, најголемите ризик фактори за појавата на дијабетот? Значи, како што спомнавте вие, алармантна е ситуацијата со дијабетот и на светски рамки и во Македонија. Значи, негде веќе 10% од популацијата и во светот, а и кај нас боледува од дијабет. Причините се различни, најчесто современиот начин на живот, лошиот начин на исхрана, физичката неактивност, придонесуваат дебелината придонесуваат значи за појава на тип 2 на дијабет. Ако допред 10-15 години овој тип го имаше кај повозрасната популација, сега веќе границите се драстично намалени, така да веќе дијагностицираме пациенти со тип 2 дијабет и на 15-20 годишна возраст, што порано беше исклучително ретко. Тип 1 дијабет има малку поинаква етиологија, значи причините таму се автоимуни, значи уште кај генетско предодредени луѓе настанува автодеструкција на клетките кои што се одговорни за производство на инсулинот и тука веќе имаме една значи инсулинска зависност, значи пациентите мора уште во самиот старт со терапијата значи да започнат со инсулин. А типот 2 значи терапијата започнува орална терапија, значи со таблети, која може да оди во различен временски период, на крај секако и они завршуваат со инсулинска терапија. Така, не може да се избегне инсулинот? Како? Не може да се избегне инсулинот, за жал поголем број на пациенти многу тешко го прифаќаат тој факт што еден ден мора да поминат на инсулинска терапија, меѓутоа за нивно добро е што порано ако има потреба да се помине на инсулинска терапија. Така, сега интернетот ни овозможува поголем пристап до информациите, па така и согледуваме факти на искуства на пациенти со дијабет. Велат дека начално не ги препознаваат симптомите, па стигнуваат до некои покритични моменти каде што единиците на шекерот се многу високи. Кои се оние први симптоми кои што го вклучуваат алармот кај пациентот? За дијабетот се знае дека е тивокубиец, значи зошто го велиме тоа? Затоа што многу пациенти ќе дознаат дека имат дијабет од кога веќе има одредена настаната компликација од самата болест. Најчесто компликациите на дијабетот го зафаќаат целиот организам, но најчесто малите и големите крвни садови. Значи, симптоматски пациентите најпрво ќе почувствуваат значи зголемена жет. Тие знаат да кажат дека пијат и по 2 до 3 литри дневно вода. Значи, интензивно слабење, потоа препотување, значи замор, малаксаност, една неспецифична клиничка симптоматологија која што многу пациентите не им обраќаат внимание, еден полуг временски период, сметаат дека тоа воопшто не е ништо опасно и на крај кога ќе дојдат кај нас во нашите амбуланти, кога ќе го измериме шекерот и они остануваат вчудени видени од резултатите кои ќе ги добијат. Но најчесто тие пациенти веќе се и со одредена компликација, значи може да кажеме дека речи си секој втор со нерегулиран дијабет за 5 години ќе го изгуби видот. Потоа во фаза на откривање на пациентите, значи кога ги диагностицираме со дијабет, имаат веќе пациентите одредено бубрежно нарушување. Во светот, па и кај нас, најголем број од ампутациите и инвалидност се должат токму на компликациите на дијабетот
и пациентите од диабет најчесто умираат од срцеви и мозочни удари. Така да една подмолна болест која што тешко ја приметуваат и самите пациенти, на крај има страшни компликации. Така. Што е причината што најчесто ги спомнавте гангрените кои што ги доведува диабетот? Каде е оној момент каде што се прекршува па доаѓа до гангрена? Моментот значи што се случува за да настане една гангрена е тотална оклузија или запушување на крвните садови на периферијата на нозите. Тоа е поради високиот и нерегулиран шеќер, ги оштетува самите крвни садови, настанува нарушување на крвотокот во таа регија и последователно тоа доведува до најпрво отежнатот, за да по одреден временски период циркулацијата тотално е компрометирана и неминовно води до ампутација на истиот екстремитет. Така, ги спомнавме и младите, начинот на живот си го прави своето, па се почесто имаме и млада популација. Да. Што е она кое што се најголемите причинители? Покрај брзата храна, нели? Да, точно, слабата активност. Значи, најголем причинител е лошиот начин на живот. Вкупно, земено, значи, седењето пречесто пред компјутер, тотално намалената физичка активност, фастфуд храната која што е многу популарна кај младите, значи интензивното дебелење, тоа се едни главни причинители за рана појава на диабетот. Особено тоа е потенцирано кај пациенти кои што и се генетски предоптеретени, значи во самата фамилија веќе имат некој пациент заболен од диабет. Така, кога спомнуваме начинот на исхраната, има луѓе кои што умешно знаат да ги слегнат единиците на шекер во крвта. Што се случува тогаш? Можат ли да ризикуваат да го стопираат лекувањето со инсулин? Не, апсолутно не. Значи, точно може со правилна исхрана да дојде до значителна редукција на инсулинските единици, а со тоа следствено и редукција на телесната тежина, меѓутоа инсулинот останува доживотна терапија за сите пациенти. Така. Еве една препорака од вас. Моја препорака до сите пациенти би била, значи, да имаат сите физичка активност, да пазиме сите што јадеме, и ние сме потенцијални пациенти, значи треба да внимаваме секој од нас што јаде и како јаде, да имаме секојдневна физичка активност од најмалку 4 до 6 км дневно да се пешачи, што помалку пред компјутер, а повеќе во природа, значително ќе го намали ризикот за појава на диабет, а и евентуалните компликации кои што може да настанат од диабетот. Така, Сдруженијата на диабетичари во земјата се погласно зборуваат дека во земјава имаме неквалитетен инсулин кој што влегува по сумнителни патишта. Сметате ли дека, еве, вие како лекар, ако би се подобрил квалитетот на инсулинот, дека и компликациите нема да бидат толку големи? Да, значи и така кој е многу битен типот на инсулинот што пациентите го стават. Значи порано имаше одредени шпекулации, се уште не верификувани, значи преку нашите институции, дека во Македонија има неквалитетен инсулин. Во нашите амбуланти идеа пациенти, значи со нерегулиран шеќер, меѓутоа ние не можеме да кажеме дека тоа се должи баш на неквалитетен или проблем со инсулинот, меѓутоа значи со најсовремената инсулинска терапија која што се употребува во Европа, значи тоа се веќе едни долгоделувачки инсулини со што се овозможува само боцкање еднаш во 2 дена, во 3 дена, значи се значително и tekako ги намалуваат компликациите од самиот диабет, а и подобро се прифатени од страна на пациентите. Се надевам дека новите типови на инсулини ќе дојдат наскоро и кај нас во Македонија и пациентите ќе го осетат бенефитот од таа терапија. Така, кога зборуваме за инсулинот и инсулинската терапија, Сојузот на диабетичари во Македонија се жалат дека инсулинската терапија која што ја внесуваат граѓаните, пациентите заболени од диабет е од сумнително потекло. Бараат секако да се спроведе истрага и да се дознае всушност од каде произлегува овој инсулин. Во продолжение предлагам да ја видиме и изјавата на претседателот на Сојуз на диабетичари на Македонија, кој што објаснува дека државата треба да води поголема грижа каков инсулин се внесува во земјава и пациентите
кои што го употребуваат. Во продолжение предлагам да ја погледнеме изјавата, потоа продолжуваме понатаму со докторот во студио. Значи во Македонија имаме 500 деца во кои се вклучени адолесцентите кои имаат тип 1 диабетес. За тип 2 диабетес не би можела да кажам точна статистика. Во главно децата во Македонија живеат со состојбата која што носи тип 1 диабетес. Велам со состојба затоа што ако добро го регулираме диабетесот може со диабетес може сосема нормално да се живее, односно да не донесе до доцни компликации и со тоа да не стане болест. Инаку во Република Македонија има некаде има над 100.000 лица со диабетес, од нив 40.000 се на инсулинска терапија и сите деца што се тип 1 диабетес се на инсулинска терапија. Така, каква е тенденцијата за раст на диабетес? Значи, по светски рамки знаеме дека диабетесот буквално пандемски се шири. Истото тоа се случува и кај нас во Македонија. Значи, превенција за тип 1 диабетес за жал нема, меѓутоа лицата со тип 2 диабетес, односно со преддиабетни состојби, може да го превенираат со добар начин на исхрана, со физичка активност, со препораки од нивните доктори. Едукацијата е првата, основната превенција за заштита од диабетес тип 2. Значи, преку едукативни каравани кои што се случуваат во моментов благодарение на Сдруженијето Баланс МК, но и во текот на годината други издруженија кои што организираат вакви едукативни работилници, се трудиме колку што можеме да влијаеме на оној здрав начин на живот кој што е првична превенција за спречување или одолговлечување колку што може подоцна да дојде до појава на тип 2 диабетесот. Како што кажа Наташа претходно, за тип 1 за жал нема превенција, тоа се случува преку ноќ, така да ваквите едукативни работилници не само за луѓето кои што се веќе диагностицирани со диабетес, јас ги препорачувам лично и за луѓе кои што се потенцијални да во подоцнежниот период од нивниот живот развијат диабетес. Значи тоа тука претежно станува збор за повозрасна популација и за гојазни луѓе со зголемена телесна маса. Сдружение на диабетичари во земјава пред неколку месеци покренува иницијатива за внес на инсулин со малку поголем квалитет. Каква е состојбата во моментов? Во моментов се уште нели инсулините доаѓаат со оној фамозен паралелен увоз на лекови кои што ги погоди не само инсулините, туку и сите други терапии кои што доаѓаат со попат на увоз. Се трудиме во соработка со многу чести комуникации со Министерството за здравство и ми е господинот Венко Филипче, министерот за здравство, конечно да го редефинираме тој закон за увоз на лекови и се надеваме дека со следниот тендер кој што треба да се затвори при крајот на годинава, дека веќе конечно ќе се стави стоп на тие сомнежи во квалитетот на терапиите, односно дека ќе почнеме и ние да внесуваме во нашава држава се она што влегува по пат на увоз, вклучувајќи ги инсулините, да бидат проверени и сигурни, а се разбира дека имаме потреба и од иновативни инсулини, кои што во нашава држава се регистрирани во Агенцијата за лекови, фали само нивна имплементација, односно пуштање во оптек. Така да се надеваме дека и тоа ќе го возможиме до крајот на годинава, нели? Така, колку македонската популација што се однесува конкретно за диабетот се примерни? Колку ги следат препораките и советите на лекарите, а со тоа и нели продолжување на животниот век? Морам да кажам дека едукацијата на пациентите за диабетот и начинот на живење, па и на терапија, пациентите многу слабо е прифатен кај нас, многу во Македонија. Значи, веќе имаме многу пациенти со компликации кои што ги третираме ние, што значи дека нивото на едукација е многу ниско и треба, значи, државата да поведе сметка во тој правец, значи да се организираат работилници, да се едуцираат пациентите како треба да се хранат, што треба да прават, значи за да ги намалиме процентот на компликации и со тоа би се намалило и оптеретувањето финансиско на буџетот на државата.
Така, еве, вие како лекар сигурно имате некаква евиденција, нели, од пациентите. Толку ли е многу тешко да се направи еден регистар на диабетичари? Воопшто не е тешко, значи ако се има волја, треба да се направи, треба да се знае секој диабетичар во Македонија на што терапија, колку време е диабетичар, значи дали е регулиран и нерегулиран, тоа апсолутно не е тешко, само треба да се има волја за таа работа. Така, кои се прогнозите за диабетичарите? Прогнозите за диабетичарите се исклучително лоши доколку диабетот не е регулиран како што треба и самиот пред малку напоменав дека значи секој втор нерегулиран диабет води кон слепило, дека огромен процент на пациенти болни од диабет завршуваат на диализа, а да не зборувам пак за кардиоваскуларните проблеми кои што ги прави диабетот. Така да, ако не поведеме сметка самите диабетичари, па и ние како лекари да им помогнеме, значи прогнозата е значително лоша. Така, и останува златното правило, следење на препораките и советите на лекарите и водење на малку поздрав начин на живот. Да. Докторе, јас ви благодарам. Се надевам дека пациентите многу пати веќе им е слушната препораката од лекарите, општо за целата популација, не само за пациентите кои што веќе го имаат диабетот. Се надевам дека извлекува и поука, дека навистина е редно време да почнеме да се грижиме за сопственото здравје. Така е. Докторе, ви благодарам уште еднаш што одвоивте време и бевте дел од таа ординација. Се надевам дека повторно ќе имаме можност и ќе зборуваме за други теми. И јас ви благодарам на поканата. Така. Вам, почитувани гледачи, ви посакувам пријатна вечер. Се гледаме наредната таа ординација со нов гостин и нова тема.